Комуникацијата меѓу луѓето често пати може да изгледа како да се пробивате низ некоја густа, непродна џунгла, нели? Епа во ова наше објаснување ќе ја откриеме мапата и алатките што ни се потребни за безбедно да се движиме низ неа и да стигнеме до крајната цел, а тоа е вистинско разбирање. Сигурно го знаете она чувство кога ќе кажете нешто важно, а тоа едноставно ќе се изгуби некаде по патот. Токму тоа чувство на фрустрација е влезот во она што ние го викаме комуникацијска џунгла. Добро, за да ја разбереме оваа џунгла, ајде прво да ја дефинираме. Што е всушност комуникацијата во самата незина срж? Значи, не станува збор само за зборови. Гледајте на комуникацијата како на еден динамичен, жив процес. Тука се вклучени и сите оние неискажани сигнали. Гестовите, тонот на гласот, говорот на телото, сите тие елементи заедно ја создаваат вистинската, целосна порака. А зошто е сева ова толку битно? Па затоа што комуникацијата е во срцето на она што не прави луѓе. Преку неа градиме односи, и лични, и професионални, соработуваме за да надминеме предизвици, пренесуваме знаење и искуства и секако ги споделуваме нашите најдлабоки емоции. Океј, за да не се изгубиме во оваа џунгла, ни треба некаква цврста основа. Овие 4 принципи се токму тоа. Темелите за секое успешно патување низ комуникацијскиот пейзаж. И важно е да се знае дека овие 4 столба се целосно меѓусебно зависни. Тие заедно формираат една стабилна патека низ целата џунгла на недоразбирање. Ако само еден од нив недостасува, целата структура на комуникацијата веднаш станува нестабилна. Ајде да ги разгледаме малку подетално. Прво, имаме јасност. Пораката мора да биде кристално разбирлива. Второ, активно слушање, значи целосна присутност. Не само со ушите, туку и со умот. Трета, емпатија, вистински обид да се погледне низ очите на другиот. И конечно, повратна информација, онаа клучна проверка дали пораката е правилно примена. Овие 4 елементи се всушност нашата мапа за успешна навигација. Сега, секоја џунгла си има своји опасности. Не е доволно само да се знае патеката, мора да се биде свесен и за скриените замки и сигнали кои многу лесно може да не одведат на сосема погрешен пат. И сега, држете се, еве еден податок што можеби ќе ве изненади. Истражувањата покажуваат дека влијанието на една порака не лежи толку во зборовите. Всушност, повеќе од 90% од впечатокот доаѓа од невербалните сигнали. Да, добро слушнавте, над 90%. Значи, што значи ова? Па клучната поента е дека не е важно само што се кажува. Туку многу повеќе е важно како се кажува. Говорот на телото често ги открива вистинските чувства. Контактот со очи гради доверба, а тонот на гласот, па тој може да претвори еден комплимент во чист сарказам. Сите овие се дел од тој неискажан јазик што мора да научиме да го читаме. Ама чекајте, невербалните сигнали не се единствените скриени опасности. Постојат и многу подиректни пречки, вистински замки кои можат целосно да го блокираат патот кон разбирањето. Меѓу најчестите се бучавата, и тоа не само на физичката, туку и внатрешната, во нашите мисли. Потоа, тука се предрасудите кои ни го замаглуваат расудувањето. Силните емоции знаат да изградат цели ѕидови и секако културните разлики кои може да доведат до многу неочекувани недоразбирања. Добро, штом ги знаеме пречките, сега можеме да се фокусираме на тоа како да ги надминеме. Целта ни е да создаваме пораки што ќе градат мостови на разбирање наместо ѕидови на изолација. Всушност, постои прилично јасна формула за ефективна порака. Прво, таа е секогаш прилагодена на публиката. Второ, таа е концизна, се фокусира на суштината без непотребни детали. Трето, користи примери за да ги оживее апстрактни идеи. И конечно, има јасна структура што ја прави многу лесна за следење. И токму ова е крајниот резултат на ефективната комуникација. Изградба на мост. Мост кој ги поврзува различните перспективи и создава пат за меѓусебно разбирање и вистинско поврзување. Сега, како практично се градат тие мостови? Па пред се со наоѓање на некаква заедничка основа. Потоа, со покажување искрен интерес, со поставување отворени прашања што потикнуваат разговор. А постои еден суптилен трик. Нежното имитирање на говорот на телото на соговорникот може несвесно да создаде силно чувство на поврзаност.
Добро, ги поминавме столбовите, ги видовме замките и ги научивме алатките за градење мостови. Сега е време да го собереме сето тоа во еден јасен план за патувањето што предстои. Значи, ова е основниот алатник за патувањето. Содржи 4 клучни алатки: секојдневно вежбање на активно слушање, постојана свесност за сопствениот говор на телото, храброст секогаш да се побара појаснување и разбирање дека секој неуспех е всушност лекција. И сето ова на крајот не води до една клучна вистина. Патувањето може би изгледа сложено, ама не е невозможно. Со свесност и со вежбање, секој терен може да се совлада. Затоа што разбирањето е на вистина клучот. Го почнавме ова патување гледајќи во една непозната, можеби малку застрашувачка патека. Но сега, истата таа патека изгледа сосема поинаку, нели? Сега е многу појасна, затоа што веќе ги имаме и мапата и алатките во раце. И со тоа, останува едно последно прашање за размислување. Со ова ново знаење и алатки, какви врски можат да се изградат, какви проблеми можат да се решат, патот напред е отворен.